Тромаво обвинителство кое што не само што не постапува по топрен глас, туку и ги игнорира пријавите на антикорупцијска, а и извештаите на Државниот завод за ревизија. Ова е причината зошто граѓаните не им веруваат на гонителите на криминал, кои што во борбата со корупцијата последниве години покажаа нула резултати. Вака ги коментира обвинителите и ја оценува нивната работа председателот на Transparency International Благоје Пандовски. На жалост, мерењата и кај граѓаните довербата за обвинителството е многу мала, исто на ниво на статистичка грешка, а една од работите што беа евидентни во претходните години за обвинителството е што истите во многу мал број, односно може да се каже и воопшто не постапува по иницијативите кои Државната комисија за спречување корупција и Државниот завод за ревизија ги поднесуваа до нив. Постапувањето кон овие иницијативи е клучна во борбата против корупцијата. Зашто? Бидејќи се работи за институции кои директно преку совети, преку стручни служби внатре детектираат потенцијални случаи на корупција и криминал. Им недостасува кадар, но обвинителите се клучат во борбата против корупцијата, па нивното бавно и тромаво работење ништо не го оправдува, појаснува председателот на невладината, која што со години мери корупција во земјава. Значи, обвинителството треба многу побрзо да ги процесуира обвиненијата. Свесни се дека и таму имаат голем проблем со човечкиот кадар и со други средства кои што треба да се додадат на обвинителството. Меѓутоа, обвинителството е имало на улога на доста одговорна улога во општеството. И ова не може да биде оправдание за спорото гонење на овие дена. Инаку во барометерот за корупција за ланската година на Transparency International, како активни институции кои што придонеле во борбата за корупцијата ги посочува антикорупцијска и Државниот завод за ревизија. Ревизорите редовно објавуваат извештаи и посочуваат недостатоци. Антикорупционерите формирале 65 предмети за изборни регуларности, а најголемо внимание предизвика постапката на Академијата за суди и обвинители и Управниот суд околу избраните кандидати за време на избори. Во барометерот не изостанува ниту случајот со подмитливиот судија Наке Георгиев и членот на Советот на јавни обвинители Иџет Мемети, кои се спогодија со обвинителството за примање подкуп. Тука е и црната листа на САД. На оваа листа се најдоа и поранешни високи функционери, но и луѓе кои директно ја спроведуваат правдата и се дел од правосудниот систем. Ова е еден од индикаторите зошто и така ниската доверба во правосудството во континуитет бележи пат. Според Transparency, ова е еден од индикаторите зошто и така ниската доверба во правосудството во континуитет бележи пат. Обвинителството тромаво постапува и по пријавите на МВР, барем досега за големи полициски акции и претреси за сомнежи на голема корупција, обвинителството се уште тера предистраги. За сега, обвинителството отвори само предистрага за високиот функционер на ДУИ Артан Груби и судијата Енвер Беџети, кој чувал предмети во ФИОКа и за кој Стет департментот се сомнева дека земал мито. И покрај сите информации за висока корупција, според последната изјава на државниот обвинител Љупчо Куцевски, допрва ќе се истражува дали постои кривично дело во случајот со Груби и судијата и од нивната одлука ќе зависи дали ќе има истрага и кривична постапка против нив.